Opel Grandland од неодамна е присутен во Македонија. Овој модел има историјско значење за марката од Руселска им, затоа што е првиот модел кој е направен на заедничка основа со PSA. Тој е технолошки близнак на Peugeot 3008, но луѓето од Руселска им успеа да ја задржат својата автономија, што се однесува до дизајнот и некои технички решенија. Предницата е во знакот на новиот визор изглед веќе виден кај новата Астра и кај помалата Мока. Нејзините фарови и преден дел одаваат една сосема поинаква емоција на израз. Што се однесува до контурата, таа е направена исто како и кај Peugeot 3008, но има своји дизајнерски предности. Бидејќи ја тестираме изведбата во повисоко ниво на опременост, забележливи се биколорните решенија на покривот, на рамките на вратите, но и на долниот дел. На овој впечаток се вклопуваат и мат црните бандажи кои даваат едно посебно чувство на изгледот. Но сите овие цитати се направени да изгледаат добро на асфалтот, но многу лесно, како што видите, се стануваат нечисти и полни со прашина. Што се однесува до задниот дел, тој ја има монументалноста како и останатите модели од Руселска им, а ГПК-от крие 460 литра, сосема доволни да се исполнат барањата и потребите на 4 патници. Престојот во внатрешноста на Grandland X се одликува со високог степен на ергономија. Затоа најзаслужни се седиштата изработени по AGR технологијата, која ја дава оптималната позиција, но и поддршка на кичмениот столб. Тоа е акција на Opel. Што се однесува до централниот дел, се во знакот на Opel, но помалку разочарува решението на двата големи дисплеја. Да подсетам само, кај Астра тие се споени и даваат далеку по-раскошно чувство. Не е дека приказите се поразлични или дека е инфериорен конективниот систем во Grandland, но само зборувам за визуелниот впечаток. Мене лично во внатрешноста не ми се допаѓа пијано финишот. Едноставно, тој собира многу прашина и многу лесно се воочуваат отисоците. Друго што не ми се допаѓа е местото кое е предвидено за мобилниот телефон, но погледнете, не може да влезе во цела големина, должина или ширина мобилниот телефон, иако можам да кажам дека мојот мобилен телефон не е во групата од оние со најголема екран. Тоа се впечатоците за внатрешноста. Ред е да возиме. А за возењето е задолжен 1,2 литрениот бензински мотор од 130 коњски сили, кој ја пренесува силата преку 8 степен автоматски менувач на предните тркала. Grandland, како и повеќето кросовери, е скроен да остане на асфалтот, но има можности и за теренски излети. Ние не бевме баш најрасположени да го возиме на терен, но на лош пат во секој случај. Во прв план доаѓа добрата подесеност на подпирањето, нешто потврда отколку кај францускиот брат. Сепак, кај германецот се покажува дека се мислело и на удобноста. На ваков пат кој што бара малку повеќе работа со управувањето, во прв план доаѓа воздушастото управување. Не е дека не е прецизно, туку немате вистинска интеракција со подлогата. А да бидам искрен, рака на срце, тоа е тешко да се почувствува кај било кој кросовер од овој сегмент.
Она што треба да се истакне е достојното поминување покрај нерамнините и добрата звучна изолација. Сепак, Грендленд е скроен за безгрижно поминување многу километри, да служи на семејства, а не да има алпинистички карактеристики. Но сепак, кросоверското е добро истакнато кај него. Високата позиција на седењето ви дава јасна представа на се она што се случува пред вас. Грендленд се истакнува со својата добра завршна обработка и целата атмосфера која се пружа не само на возачот, туку и на сопатникот, како и патниците на задната клупа. Подпирањето не е толку омекнато, но сепак се чувствува дека апостроф е ставен на комфорот и удобството на возењето. Кога се вози култивирано 1,2 литрениот трицилиндричен турбобензински агрегат делува многу смирено. Неговата работа е тивка, но кога сакате да добиете екстра сила, се слуша продорниот звук во кабината. Како и да се исползува овој мотор во комбинација со 8-степениот автоматски менувач, тој дава линеарни забрзувања, но и секогаш добар пренос, токму оној кој е потребен да ја погони оваа нешто погабаритна каросерија. Овој мотор го имам возено во неколку каросерии од групацијата PSA, но првпат го возам во спортско корисно возило од средната класа. Затоа и потрошувачката е нешто над очекуваното. Фабричките податоци велат дека се доволни 6,2 литри за поминување 100 километри со Грендленд, но мене тоа во ниту еден случај не ми тргна од рака. Просечната потрошувачка ми се стабилизира некаде на 8,6 литри. Доколку сте внимателен со педалата за забрзување и возите со константна брзина, тогаш можете да забележите потрошувачка пониска од 7 литри. Но на тестот средната вредност излезе 8,4 литри. Заврши нашиот изглед на лош асфалт. И мојата констатација од почетокот на возењето дека Грендленд е створен за уживање и безгрижно голтање на километрите се потврдува. Далеко од тоа дека не е способен да одговори на предизвиците кои се исправуваат пред спортско корисните возила, но апострофот е ставен на удобството, ергономијата и функционалноста, која Грендленд ја има во изобилие. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание. Средечен поздрав и се гледаме за една седмица. До гледање.